Кривичната постапка против судиката во Основниот суд во Кочани е уште една потврда дека искривувањето на правдата, дури кога вредноста на истиот се сведува на една нива, може да има далекосежни и комплексни последици. Еден навидум обичен судски спор за неплатена кирија за 3 месеци го фрли на колена судството, затоа што некој не судел според законот, туку според нечии интереси. Семејството Анастасови од Чешиново од 2009 година досега потрошило многу средства, време и нерви по судовите за да ја докаже правдата, а пред се селаните дека нивата неправедно им е одземена по извршна постапка. Поднесувањето на кривичната пријава против судиката го доживуваат како своевиден триумф на правдата. Нас ни имаат одземено имот нива и на неправосилна пресуда. На чие име е нивата? На татко ми нивата се води, Слободан Анастасов. На тој судски спор ние имавме подесено жалба до апелационен суд, бидејќи не бевме од овде задоволни. И додека чекавме ние на апелација на Штип, они тоа го завршија. Ја продадат нивата и ја одзема и ја продадува на трето лице. За изгубеното време и за трошоците ќе бараа да им се надомести, а нивата да им биде вратена, бидејќи така ќе го тргнале срамот кој го носеле откако им била одземена. Вие ќе одите до крај да ја Да. Тоа значи дека ќе барате да ви се врати нивата и соодветно оштета. Да. 7 месеца е аркриена жалбата наша во Основниот суд Кочани, не е пуштена во Штип. Ние подесовме жалба, многу штета е голема, огромна е штетата. Не можам во пари да... Тоа е голема штета е. Како и да заврши судската постапка против судиката, Анастасови веруваат дека правдата може да забави, но не и да се заборави. Порано или подоцна, таа излегува